Добар ден, другарчиња. Присутни во оваа наша заедничка и училница. Денес ќе се дружите со мене, наставничка Елена Чакаловска-Терски. Ќе разговараме за културното наследство на тлото на Република Северна Македонија. Во следните минути ќе се запознаете, ќе повторите за најзначајните остатоци од материјалното културно наследство на нашата татковина. Да ја знаете важност и значењето на културното наследство, да препознаете стари градби, споменици на културата, знаменитости, како и да умеете да ја чувате и негувате културното наследство. Културното наследство го сочинуваат неколку гранки. Тоа се археолошките наоѓалишта, старите градби и архитектурата, манастири, цркви и џамии, како и фрескосликарство, иконопис, копаничарство. Да ги погледнеме секој од гранките одделно. Археологија. Археологијата е наука која се занимава со ископување и проучување на предмети на старите култури. Археологот е научник кој го истражува животот на луѓето кои живееле во минатото и објектите што тие ги оставиле зад себе. Многу градби од минатото се уништени од земјотреси, од пожари, од војни. Затоа денес многу од тие градби луѓето ги реставрираат, односно поправаат, за да изгледаат како некогаш. Археолошки наоѓалишта од праисторијата. Сведоштва на материјалната култура се откриените археолошки наоѓалишта на територијата на нашата земја. Значајни остатоци се ископани во Требениште, Охридско, каде се пронајдени 285 археолошки предмети, меѓу кои 4 посмртни златни маски, како и многу сребрени пехари. Следното наоѓалиште за кое можеме да зборуваме е Тумба Маџари Скопско, каде е пронајдена теракотата на големата мајка. Наоѓалиште од праисторијата е Тераници Штипско, како и Пелагонија. Во овие наоѓалишта од преисторијата се најдени остатоци од младото камено време, како и садови изработени од печена земја, кои се во облик на човеково тело. И на многу други места широм нашата земја. Бројни праисториски предмети од керамика и алатки од камен се наоѓаат во музеите на Македонија. Кокино е старата обсерваторија, која се наоѓа во близина на Куманово и е најстарата обсерваторија на Балканите. Археолошки наоѓалишта од античкиот период. Широм целата територија пронајдени се остатоци што датираат од античкиот период. Особено значени во ова време се градовите со мозаиците и скулптурите. Во базиликата на Битола, Хераклеа, Стоби во близина на Демиркапија, Лифнидос, Охрид, Скупи во Скопје. Покрај овие имаме и културно наследство кое сведочи од средниот век. Сочувани до ден денешен се тврдините Скопското кале, Самуиловата тврдина во Охрид, како и Марковите кули кои се наоѓаат во Прибор. Следната гранка се старите градби или архитектурата. Посебно обележје представува староградската архитектура, која може да се доживее во старите делови на Охрид, во Крушево или пак во старата Скопска чаршија, која изобилува со многу занајаци. Манастирите, црквите и џамиите се следната гранка од културното наследство. Според евиденцијата во регистрот на културното наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија, заклучно со 30 септември 2014 година, вкупно за културно наследство се прогласени 1235 објекти и места. Манастири, кои убедена сум дека сте посетиле некој од нив или сте слушнале, се Водочкиот манастир во Струмица, Свети Архангел Михаил во Берова, Осоговскиот манастир, Крива Паланка,
Свети Наум во Охрид, Раечки манастир во Девар, Сливнички манастир Ресен, Калечки манастир во Струга, како и Кучевишкиот манастир во близината на Скопје. Покрај манастирите рековме дека тука се и црквите. Свети Јован Крстител од Кратово, Свети Јован Протеча Демир Хисар, Свети Ѓорги Кавадарци, Свети Илија Дојран, Свети Јован Канео Охрид, Свети Пантелеймон Скопје, Свети Димитри Гевгелија, Света Тројца Штип. Бројно наследство покрај манастирите и црквите оставаат и џамиите. Издвоив неколку како попознати. Тоа се Хусин Шаховата џамија од Скопје, Хамза беј Битола, Алиџа џамија Скопје, Орта џамија Струга, Чарши џамија Прилеп, Дуќанџик Скопје, Ајдар Пашината џамија во Охрид, како и Шарената џамија од Тетово. Покрај манастирите, црквите и џамиите има многу споменици на културата, кои се заштитени. Еве некој да погледнеме од нив. Илинден, Крушево, акведуктот во Скопје, Чифте Ама, исто така во Скопје, могила на неповедените во Прилеп, Јовчевски мост во Кратово, средновековната кула во Кочани, Беговата куќа во Гостивар, како и спомен куќата на мајка Тереза во Скопје, Галичник во близината на Наврава, како и Куршумлијан во Прилеп. Би сакала да ви дадам задача да одвоите некој од овие споменици, да го истражите, да видите од која година датира, зашто служа, или пак да го погледнете списокот кој го има за културното наследство и да одберете некој од тие споменици. Како што спомнавме, последната гранка која ја сочинуваат културното наследство се фрескосликарство, иконопис и копаничарство. Овде ќе ви дадам линкови како би можеле сами да отворите, да разгледате и да проучите за она што опишува за овие занајки. Ви благодарам на вниманието, останете во добро здравје и чувајте и негувајте го нашето културно наследство.